Која е пораката која што сакате од Рим да испратите? Да го продолжиме неговото дело. Не се поклонив само јас, општ печаток е дека се поклонија многу луѓе, посебна убавина на настанов му даде присуството на нашите луѓе од Италија, па дури и од Австрија. Тоа не се случило, ми рекоа амбасадорите со другите делегации. Која е пораката? Дека Кирил бил со векови пред времето. Дека Кирил го вградил не само својот живот, туку и нашиот живот на некој начин во Европа пред многу толги, пред векови. Тоа мораме да го почитуваме. На Кирил му било јасно значењето на зборот, на речта, на мислата. Оти тоа значело обединување, разбирање, слушање, говорење. Мислам дека после средбата со папата ова е исто така нешто што ќе го обележи мојот живот. Тамо видов табли на сите словенски народи, почит кон него. Значи, еве, уште една инспирација дека Кирил порачал дека јазикот е код за разбирање, дека треба да се разбираме, да се обидеме, да се слушаме, да се помагаме. Кога вака доаѓаме едни по други, имали поголем доказ дека тој на ум имал обединување на сесловенскиот свет. Тие им припаѓаат и тој им припаѓа на сите и мислам дека еве неговата порака е хумана порака. А сите луѓе овде, реков веќе, дадоа еден посебен белек, една топлина велат. Видовте како пееа сите. Со мене јас на вистина не очекував дека и во Рим ќе ги сретнам нашинците кои се расфрлени по регионот, ама еве Кирил не обедини. Благодарам.